Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, министре по финансии господин Миновски, се надевам дека за ова кратко време колку што сте министер по финансии ја осознавте голата вистина дека државната каса е празна, дека пари скоро за ништо нема и се потешко и потешко се собираат. И дека после министерувањето на господин Ставлевски, после сите тие години, или после 10 години власт на оваа врхушка на ВМРО ДПМН, тешко е да се биде министер за финансии во оваа влада, а јас мислам и за жал го споделувам мислењето на многу мои колеги, граѓани, пратеници и сограѓани и јавност, дека па уште потешко ќе биде и после падот на ВМРО ДПМН од власт да се консолидира македонската економија, македонскиот буџет на оваа наша мала држава Република Македонија, за да обстанеме и да ги до крај истераме сите оние работи за кои се залагаме ние како опозиција 10 години, а лажно како опозиција ВМРО ДПМН исто така овие 10 години. Тешко ви е, господин министре, што после сите овие сознанија вие го правите овој ребаланс на буџетот за 2016 година, за кој ќе кажам дека е апсолутно легитимен и исправен, вие како нов министер, да направите еден пресек и да видите докаде е работата со државната каса и спрема тоа да знаете како ќе раководите во изминатиот период од оваа 2016 година, а не баре за некој месец буквално ќе морате да го подготвувате буџетот и за наредната година, а кој ќе го извршува, па ќе видиме после ако се одржат и фер и демократски избори. Овој ребаланс е една незгода за вас, почитуван министре, би рекол незгода, затоа што доаѓа, како што рекол, во лошо време, во една голема безпарица во државната каса, затоа што главната поента со која се влечи овој ребаланс, со кој го покривате до крајот на оваа година, нешто и во наредната, е издадената на нелегитимен начин еврообврзница од 450 милиони евра, која со соодветната камата за наредните години ќе дојде до износ од 650 милиони евра. И сето тоа само за да ги задоволите хировите, за кои можеби вие како човек лично не сте учествувале во креирањето на сите овие небулози и трошење на оваа врхушка на власта од ВМРО ДПМН сите овие 10 години. Почитува министер, не знам, и еве ќе ве запрашам овде, како е можно да вие во овој ребаланс на буџетот предвидувате дека приходите ќе бидат намалени за околу 50 милиони евра, значи нема да успеете да ги соберете така предвидени како што биле предвидени за цела 2016 година со буџетот, и ги намалувате за 50 милиони евра, а расходите, наместо да ги намалите исто така за 50 милиони евра или малку повеќе, за да покажете некој хир на заштеда, на добар стопанственик, на добар домакин, на некој кој ќе влее нешто надеж и на колегите од позицијата и овде ние од опозицијата, па и на самите граѓани, и да кажеме, еве, доаѓа некој министр што разумно ги разбира работите и домакински ќе се однесува со народните пари, така што малку помалку ќе троши за небулози и за непродуктивни работи, па од остварените приходи може би нешто и ќе заштеди. Вие, замислете, расходите наместо 50 милиони ги намалувате само на 15 милиони евра. И пак правите уште една дупка од 35 милиони евра. Не знам дали е тоа ваша цел, дали е тоа ваш избор, дали вие конкретно 100% учествувате во оваа работа или сте ја наследили од вашиот претходник, кој мегаломански трошеше, а уште по хазардерски ја задолжуваше македонскиот народ со кредити и позајмици, така што и следите генерации и генерации ќе мораат да враќаат пари кои отидоа во неповрат, а не се малку, некаде скоро 3,5 милиарди евра нови задолжувања за последните 3 или 4 години. Почитуван министер, со тоа и дефицитот во буџетот го зголемивте од 3,2% проектиран некаде на 3,5%. Некаде многу високо
од Мастрихтскиот договор, некаде многу високо од онаа стратегија која ја ветуваше вашиот претходник и сите оние министри од економија во владата на ВМРО ДПМН овие 3-4 години наназад, дека тој дефицит перманентно ќе го намалуваат, меѓутоа еве, сега со вашето доаѓање тоа не се остварува, туку одиме со еден скок нагоре. Нови 35 милиони евра дефицит во буџетот, или вкупно 345 милиони евра за цела 2016 година. Замислите, толку нема да ви биде ниту економскиот раст, толку нема да ви биде ниту процентот за зголемена додадена вредност, односно бруто домашен производ со проектираната инфлација. Сум ви благодарен на тоа што во вашето експозе и образложение за овој ребаланс на буџетот, покрај сите параметри, јасно и гласно кажавте дека инфлацијата која беше проектирана со буџетот за 2016 година некаде 2 или 2,5%, сега, за првите 3 или 4 месец е во минусна категорија, односно е со ставка од минус 0,4%. Почитувани, за жал, морам да констатирам, морам да кажам, ако и во наредното тромесечие, ако и во пак наредното тромесечие, третото или четвртото поред, се повтори негативната ставка на инфлација, како што е сега за првите 3 или 4 месеци, лошо ни се пишува како држава, лошо ни се пишува како економија, најлошо им се пишува на граѓаните на Република Македонија. Тоа значи дека ќе имаме дефлација. Дефлација на една мала, отворена, сиромашна економија како што ова нашата во Република Македонија, тоа значи крах. Тоа значи нешто најлошо што може да му се случи на некој во неговата економија, во неговата матична држава. Тоа е нешто што треба сите да стравуваме. Ама мислам дека е многу касно. Мислам дека ни овие 450 милиони евра, која оваа власт ги зема сега со оваа евроврзица, нема да помогнат за да ги подобрат работите во економијата во Република Македонија. Значи, дефлација се јавува тогаш, кога кај граѓаните, кај народот, кај фирмите снемува пари. Има огромна неликвидност. Тоа значи дека цените вртоглаво стагнираат или паѓаат. Тоа значи дека нема просперитет. Тоа значи дека нема домашни и странски инвестиции. Тоа значи дека сето она кое што го работеше погрешно оваа власт на ВМРО ДПМН овие 10 години ќе се потврди токму со овој чин на негативна инфлација, односно дефлација, дефлаторни влијанија. Не дај Боже тоа да ни се случи. Јас како граѓани, како економист, како стопанственик, не го посакувам тоа на никој, па најмалку на нашата држава и на нашиот народ. Меѓутоа, ако не се подобар да работите, тоа не следува. Ама ќе ви кажам зошто сум песимист и зошто мислам дека баш токму тоа ќе се случи. Луѓе, во Република Македонија немаме народ. Оваа власт успеа да исели над 400-500 илјади, јас не знам колку точно, млади, работоспособни граѓани на оваа држава. Отидоа во странство, отидоа да работат за гол живот, за гола екзистенција со своите фамилии и со своите деца. Луѓе, оваа власт со своите небулози почна проекти да гради во Република Македонија непродуктивни, како Скопје 2014, каде лупна повеќе од 600 милиони евра за 8 години. Оваа власт за овие 8 или 9 години вработи во администрацијата своји партиски војници, своји луѓе, некаде над 80-90 илјади. И за тие луѓе секоја година троши по 100 милиони евра за плата и придонеси. Нешто кое тие не ни го враќаат нам граѓаните за тоа што ги земаат тие пари. Оваа власт со самото задолжување, сите овие години, кое задолжување веќе се вкупни од јавен долг дојде над 4,5 милиарди евра, годишно плаќа по 100 милиони евра камата. Колеги, оваа власт троши од мегаломанските буџети кои се над 3 милиарди евра, околу 900 или 1 милиарда, 900 милиона или 1 милиарда евра пари во јавните набавки. Замислите како ги троши.
Тоа нема јас да го кажам и да го измислам сега во овој момент, овде од оваа говорница. Тоа е потврдено и од меѓународните и од домашните ревизорски куќи и релевантни институции, дека огромна корупција владее во Република Македонија, дека најмалку 30 или 40% од тие потрошени средства во јавните набавки одат во приватни џебови на врхушката на власт. Дали е тоа централна или локална власт? Замислете, тоа се 300 или 400 милиони евра годишно. И кога на куп ќе ги собереме сите овие трошења, ќе видите дека најмалку 5 милиарди евра се потрошени бадијала за овие 8 години. Знаете ли 5 милиарди евра што значат за граѓаните на Република Македонија, кои се некаде од 1 милион и 700 или 800 илјади во нашата држава? Знаете ли што значи тоа во однос на нивната потрошувачка, во однос на нивниот стандард, во однос на услугите кои треба да ги добиваат од државата и од јавните институции? Тоа многу значи. 5 милиарди евра ги нема. Затоа денес државата ни е сиромашна, затоа денес се соочуваме со намалена побарувачка и потрошувачка, затоа денес еве министерот Миновски ни каже во неговото експозе дека е регистрирана инфлација со минус 0,4%, дај Боже да не остане така до крајот на годината, и затоа ни се иселуваат илјадници, стотици илјади млади работоспособни граѓани на Република Македонија. И затоа, почитувани колеги, најлошото што можеше да не се случи од оваа демохристијанска партија, која промовира своји идеали, а едноставно идеалите неизини се богатите да бидат уште побогати, а сиромашните да бидат уште посиромашни. Тоа ни се случи во сите овие 10 години на владењето на ВМРО-ДПМН. Имаме еден многу мал дел на луѓе кои се премногу богати, кои го одлеаја парите на граѓаните преку буџетските набавки, ги украдува преку провизии, преку коруптивни сделки, а од друга страна остана над 200.000 граѓани со блокирани сметки, над 70.000 фирми со блокирани сметки, по 20.000 фирми секоја година се затвараат кои биле активни. Почитувани колеги, замислете, денес, после 10 години владење на ВМРО-ДПМН, имаме 200.000 граѓани во Република Македонија кои гладуваат, кои не можат да се прехранат од ден на ден. 200.000 граѓани. Не го кажувам јас тоа, тоа го кажува статистика, тоа го кажуваат меѓународните институции кои вршат истражување на пазарот и на граѓаните. Почитувани, да ви кажам, и од вработените кои земаат плата месечно, најмалку 10 или 15% едва и крај со крај врзуваат. И од пензионерите кои вие велите и јас посакувам да земаат добра и солидна, односно и на времена пензија, 10 или 15% и од нив гладуваат. И они не можат до крај да се ги платат давачките, односно да го врзат месецот крај со крај. Почитувани, ајде сега, за волја на вистината, една слика само. Независна институција. Нити на СДСМ, нити на ВМРО. Правеше пред 3 месеца една анкета за младите. Од 20 до 35 години на возраст младите, 80% од нив се изразиле дека сакаат да ја напуштат Република Македонија. Зарем со такви политики, економски и социјални, кои ги водевте и ние ви ги критикувавме и ви ги укажувавме со години дека ви е грешка, вие, го доспеавте резултатот на уништување на самата држава. Дегресија по сите основи. Не само по економски параметри, не само по социјални параметри, туку и по човечки грешки. И сега ќе кажете, крив е СДСМ, крива е шарената револуција, крива е политичката криза. Крив е секој еден друг во Република Македонија, само не врхушката или владеачката партија на ВМРО-ДПМН, која сите овие 10 години, замислете, собра над 30 милиарди евра од граѓаните на Република Македонија, ги потроши за непродуктивни работи, нешто што нема со што да се враќа или да се врзе младиот човек во оваа држава да остане, и на крај се сведовме на една голо
парче земја, наречена Република Македонија, која во регионот Југоисточен Балкан или Балкан е на последно место по сите параметри, која во Европа е на последно место во сите параметри на сиромаштија, на вработеност, на странски инвестиции, на демократија, на владење на правото, а да не зборувам во светски рамки, сме во категоријата на Зимбабве, на Нигерија, на Афганистан, на Пакистан и не знам уште на која друга надзадна земја. Така е, колешки Авировиќ. Баш тоа е. Значи, јас, како Милијан Донов, како пратеник од СДСМ, не го измислувам тоа. Значи, тоа ви се релевантни податоци од светски, меѓународни институции. Значи, еве таа ваша економија, еве тие ваши задолжувања доведоа до тоа да ние во Република Македонија стравуваме, односно не знаеме како ќе завршиме наредната година или подругата година или подругата година. Почитува министер, само едно прашање. И не мора да го одговорите вие по ваша желба. Приходите во буџетот, па и во самиот ребаланс сега што го предвидувате, иако таму имате ставка дека од природните очекувате нешто малку повеќе да ви се зголемат приходите. Ви се сума сумару 800 милиони евра. Значи тоа ви е приходи од придонесите за пензиско осигурување, придонесот за здравствено осигурување и придонесот за вработување, без персоналниот данок. 800 милиони евра. А од другата расходната страна, потребите за пензискиот фонд, значи да земат навреме пензиите пензија, потребите на фондот за здравство, таков како што го критикуваме, вие фалите, а ние ја кажуваме вестината во какви состојби е здравството, она што го бара Агенцијата за вработување со сите оние мерки Македонија вработува или не знам што уште не, се сума сумару некаде од 1 милиарда и 200 милиони евра. 220 милиони евра, поточно. Значи имате овде дупка од 420 милиони евра. Како мислите да ја менеджирате државната каса? Само на овие основни постулати, основни вредности и основни потреби за граѓаните на Република Македонија. Зборувам за пензионерите, зборувам за социјалците, зборувам за невработените или оние кои треба преку Агенцијата за вработување да имаат некој бенефит за вработување. Значи тоа са 420 милиони евра. А со новиот ребаланс дефицитот во буџетот го партиципирате или планирате со 345 милиони евра. Значи самиот дефицит во буџетот не ви стасува да ги покриете овие три работи. Уште 100 милиони евра ви фала. Уште 100 милиони евра ви фала. И вие ќе кажете дека Македонија, македонската економија, предводена од оваа врхушка на ВМРО-ДПМН, била успешна сите овие 10 години и дека ние сме биле држава со еден најголем процент на пораст на економскиот раст во однос на бруто домашниот производ во однос на Европа. Ништо нема да кажете за сите оние 200.000 луѓе, граѓани на Република Македонија кои живеат со 50 или 60 денари на ден. Значи, како нов министер, јас би сакал стварно барем нешто да расчистиме и да знаеме како ќе ја менеджирате државната каса, како и на кој начин ќе успеете да ги анулирате. Јас знам дека треба волшебно стапче после 10 години пустош направено од ВМРО-ДПМН. После 10 години кражба на 5 милиарди евра изнесени од граѓаните на Република Македонија да се достигне некои реални вредности со кои ќе се гарантира некоја сигурност на граѓаните на Република Македонија, најмалку на оние кои се од социјалните категории. Меѓутоа стварно ќе сакам да полемизираме, да дебатираме, да знаеме што не следува не само нас како пратеници, како економисти, како граѓани, туку да им пренесеме и на оние кои ќе не прашат што ќе правиме со овие, до каде и до кога ќе одат со овие задолжувања.